Ако се водиме од старата добро позната поговорка во здраво тело, здрав дух, тогаш одвоите 10 минути барем во денот за да работите на себе и вашето добро здравје. Време е за првиот прилог во денешното издание на Македонија наутро. На денешен ден во 1977 година починал францускиот поет и истакнат представник на надреализмот и символизмот Жак Превер. Превер важи за најпопуларниот стихотворец на сите времиња по Виктор Иго. Во својата лирика зборува за животот од неговите различни аспекти, а како своевиден моралист и критичар на општеството, Превер или уште наречен поетот на Парис, укажува на сите можни простори на човековата среќа, која според него политичарите постојано ја загрозуваат. Наредниве неколку минути ве потсетуваме на личностите и настаните кои што оставиле свој белек низ историјата на денешен ден. На 101-виот ден во 1713 година потпиша неутрешкиот договор како финале на 13-годишната војна за шпанското наследство помеѓу сите поголеми европски сили од 18-тиот век. Војната се водела околу обединувањето на кралствата Шпанија и Франција под круната на Бурбонската династија. Од една страна биле Франција и Шпанија предводени од Луј 14, а од друга Светото Римско царство, Британија, Холандија, Савоја, Прусија и Португалија, кои сметале дека сојузот ќе доведе до целосна доминација на бурбоните во Европа. По потпишувањето на мировниот договор во Утрехт, Филип V останал крал на Шпанија, но бил исклучен од бурбонската наследна лоза, со што трајно бил оневозможен сојузот меѓу двете кралства. Во 1919 година е формирана Меѓународната организација на трудот, која се занимава со прашања поврзани со трудовата проблематика. МОД се залага за зајакнување на работничките права, за подобрување на работните и животните услови, за создавање нови работни места. Една од основните функции е воспоставување меѓународни стандарди за заштита на работничките права. Во 1921 година во етерот е пренесуван првиот спортски радиопренос на боксерскиот меч меѓу Џони Реј и Џони Данди во САД. Во 1945 американците го ослободиле нацистичкиот концентрационен логор Бухенвалд. Логорот бил основан во 1937 на планината Етер близу Вајмар и бил еден од првите и најголеми логори. Низ него поминале околу 250.000 затвореници за 7 години. Во 1992 е регистриран Македонскиот олимписки комитет, а за негов прв председател е избран доктор Васил Тупурковски. Во 1995 е формирано Сдруженијето за примена на македонскиот литературен јазик во службената и јавната комуникација. Во 1755 во лондонското предградие Шоредич е роден Џејмс Паркинсон, лекар, геолог, палеонтолог. Неговото најзначајно дело е есејот за трепетливата парализа, во кој првпат е опишан овој вид парализа, денес позната како Паркинсонова болест. Во 1933 во Прилеп е роден македонскиот поет и раскажувач Ѓоре Напески. Тој е член на Друштвото на писателите на Македонија од 1963 и е еден од основачите на списанието Стремеш. Негови збирки и поезија се Ловци на ветрот, Време траења, Плима, Објава. А во 1942 во Скопје е роден Иванчо Митревски мајсторот. Тој е автор на книгите Раскази за деца, Дали да се продаде кучето, Добрините на јужното ветре, Снежни војници, Нела и буквите.
1514 починал италијанскиот архитект Донато Браманте, кој бил еден од зачетниците на високата ренесанса во Италија. Проектирал многу згради и ја реконструирал базиликата Свети Петар во Ватикан. На 11 април 1854 починал германскиот лекар и научник Карл Адолф фон Базедов, кој прв ја опишал и детално ја прикажал болеста која настанува поради нарушување на работата на штитната жлезда, наречена по него Базедова болест. На овој ден 1943 година на пат за Солун во близина на селото Хајбели Кожанско загинал Лазо Трповски, еден од организаторите на народно-ослободителната борба на македонското население во Егејска Македонија. А во 1977 починал Жак Превер, француски поет, представник на надреализмот и символизмот. Неговата поезија е едноставна и разбирлива, полна со народна лексика и изрази земени од секојдневниот живот на луѓето. Негови стихозбирки се зборови, спектакли, дождот и убавото време, куп од разни нешта и други. Светската здравствена организација смета дека околу 2 милиони луѓе во текот на една година умираат пред време поради недоволната количина на овошје и зеленчук во нивната исхрана. Храната може да биде и отров и лек. Од вас зависи. Затоа направете добар избор за добро здравје. Здравјето е избор. Здрава храна, долг живот. Република Македонија има интерес од обучување на конференциски толкувачи со кои ќе може непречено да функционира и да учествува во работењето на институциите на Европската Унија по незиното членство, а и пред тоа за време на пристапните преговори. Титулата конференциски толкувач се стекнува по завршувањето на магистерските студии на Филолошкиот факултет Блаже Коневски Скопје. Со завршувањето на овие студии ви се отвораат широки можности за вработување во државни институции, Европската Унија, меѓународни организации, невладини организации, медиуми, приватен сектор на домашно и меѓународно ниво и многу други. Дополнително, институциите на Европската Унија обезбедуваат и стипендии за студентите на овие постдипломски студии, за што повеќе информации може да се најдат на веб страницата на Европската комисија. За дополнителни информации и за консултирање на наставните планови и програми посетете веб страницата www.flf.ukim.edu.mk. Време е за првиот метеоблог во Македонија наутро. Конечно ги почувствувавме пролетните температури. Дали ќе биде така и во текот на денешниот ден? Информација секако добиваме од мојата колешка Наташа Алексовска. Наташа, добро утро. Добро утро, Кристина. Добро утро до сите гледачи на утринската програма. Навистина вчера имавме вистински пролетен ден со високи дневни температури, сончево и ведро време на секаде низ земјава. Можевме навистина да го искористиме времето,
што се надевам дека поголем дел од вас го сторија тоа, денеска ништо поразлично. Единствената промена што можам да ја најавам за денеска ќе биде во правец на понатамошен пораст на температурата, што значи денеска не очекува сончево ведро и малку потопло време од вчерашното. Ќе има и сосема слаб ветер од јужен правец, јужно воздушно струење, пријатни временски услови и температури онакви какви што и треба да бидат овие денови, какви што всушност ги очекувавме и ги најавивме во претходните метеоизданија. Утрово во поголем дел од земјава преовладуваше ведро време. Ќе видиме за момент кои се температурите, односно последните мерења од Управата за хидрометеоролошки работи. Веќе ги имаме температурите во 8 часот, во Скопје измерена температура од 6 степени, Тетово 4, Маврово 2, Куманово 4 и во Дебар се измерени 5 степени, Крива Паланка 3 степени, Виница 6, Штип 5, под нулата во Берово минус 1, меѓутоа во текот на денот температурата ќе се зголемува, ќе биде топло и во Струмица измерена температура од 6 степени. 6 степени се измерени во Демиркапија и Гевгелија, 5 во Прилеп и Битола, Охрид со температура од 6 степени, Гостивар повисока температура 10, како и Дојран, Претор 5 и во Крушево се измерени 8 степени. Како што споменав, во текот на денот не очекуваат повисоки температури од вчерашните, па така во Скопје максималната дневна ќе достигне до 19 степени, Тетово и Гостивар 18, Маврово 12 степени и во Дебар температура од максимални 17 степени. Околу 18-19 степени ќе се движат температурите во поголем дел од земјава, Крива Паланка 16 степени, Виница 19 степени, како и Кочани, исто и Штип и Куманово, Свети Николе 18 степени. Во Берово 15 степени во текот на денот, видовме дека во 8 часот е измерена температура 1 степен под нулата, Радовиш 19 и веќе југоистокот со температура над 20 степен. Поточно Кавадарци и Струмица 20, Дојран и Демиркапија 21, во Гевгелија веќе летна температура од максимални 22 степена. Крушево само до 13, Охрид 16, Преспа 17 степени, како и Прилеп, Битола до максимални 18 степени. Убаво време, уживајте во убавото време кое што не очекува денеска. Утре, можам слободно да најавам, и утре ќе имаме сончево и топло време. Меѓутоа, деталите за времето утре, ајде да ги оставам за следното метеоиздание во рамките на Македонија наутро. Кристина? Ти благодарам, Наташа. Чекавме пролетни температури за да можеме да излеземе и да прошетаме на отворено. Конечно ги имаме и според најавите од колешката Наташа ќе ги имаме и наредниве денови. Напоменав уште на самиот почеток на денешното издание на Македонија наутро дека денеска е Велика Сабота, ден кој што во христијанската религија е познат како ден помеѓу смртта и воскресението. Денеска се прават и последните подготовки за прославата на најголемиот празник Великден. Овој ден е ден на свештен трепет пред Христовото воскресение, кој што точно на полнок ќе го означат биењето на камбаните и радосниот восклик Христос воскресе, навистина воскресе. Христос воскресе, навистина воскресе. Со овој торжествен поздрав треба да се отпоздравуваат православните верници широм светот на денот на празникот над празниците во христијанскиот свет Великден. Великден представува најголем христијански празник затоа што всушност ја доловува и обединува смислата и сето она кое што беше пророкувано, нели, и за доаѓањето на Спасителот и сето тоа што требаше Спасителот да го направи. Всушност преку воскресението Христово, ние добиваме и смислата на животот и смислата на смртта. Смислата на животот е во тоа што треба во нашето срце да воскресне Христос, а да ги погребаме сите страсти, сето она што не прави да бидеме нелуѓе, односно сето она што не прави да не постоиме природно, како луѓе, како човек. А смртта има смисла затоа што по смртта веќе ние, која што представува веќе сон по воскресението Христово, не е екзистенцијално заробување на човекот, затоа што човекот, ако во неговото срце воскреснал Христос, веќе има можност и шанса, нели, за вечен живот со нашиот Господ, а не за вечна смрт, нели, како во духовна смисла, како што тоа го учи црквата и го говори црквата.
пее и торжествува всушност целата природа. Се радува, затоа што веќе е поништен гревот на Адам, кога се нарушија и природните односи, односно односот на човекот како цар на сето создание, со сиот растителен и животински свет, со природните стихи и така натаму. И затоа овој ден е всушност воспоставување на првобитното, односно на она радост или на она постоење кој што го има уште Адам и Ева во рајската градина. Рајот е отворен, воскресна и праведниците старозаветни и така натаму, значи се воспостави сето она кое што беше првобитно. Со кружењето околу светите храмови завршува објавувањето на Христовото воскреснување, но верниците треба да останат и на литургија што подоцна се служи, бидејќи во тоа е и суштината, вели отец Бобан Митевски. Кога веќе сме се причестиле, нели, го кршиме великденското јајце и смислата е во следното. Тој што удира прв треба да каже Христос воскресе, нели, а другиот да отпоздрави на вистина воскресе, затоа што кршејќи се кората, нели, на јајцето, се отвара гробот и излегува животот однатре. Тоа е символиката на великденското воскресенско јајце и секогаш бојата треба да биде црвена. Прва благовесница на Христовото воскресение света Марија Магдалена. Во Рим на царот Тибери, подавајќи му црвено јајце, му ја соопштила веста за Христовата судбина и за воскреснувањето. Па затоа великденските јајца треба да ги вапцаме во оваа боја, бидејќи ги идоловува Христовите страдања и крвта која што тој ја пролеа за нас. Особено важен дел од традицијата и интензивните подготовки за еден од најголемите христијански празници Великден е бојадисувањето на великденските јајца. Великденските јајца го символизираат воскреснувањето и почетокот на нов живот. Во многу култури јајцето се врзува со плодноста, а во минатото постоеле верувања дека целиот универзум всушност е создаден од едно џиновско јајце. Во христијанството великденското јајце го символизира Христовото воскресение. Тврдата лушпа на јајцето го представува гробот на Исус, а кршењето на јајцата го символизира воскреснувањето од мртвите. Токму затоа, кога некому честитаме Великден, му велиме Христос воскресна. Великденското јајце низ годините представува инспирација и за создавање вистински уметнички дела. Еден од примерите е создавањето на скапоценото Фаберже јајце. Традицијата на изработка и дарување луксузни великденски јајца на рускиот двор почнала кога во 1885 година Александар III од Фаберже го нарашал првото великденско јајце како подарок на царицата Марија Фјодоровна. Александар III тогаш на ум го имал прототипот на златното јајце на непознат француски мајстор од 18 век во собственост на принцезата Вилхелмина, ќерка на Кристијан IX Дански. По смртта на Александар III, Николај II ја продолжува традицијата за Великден, подарувајќи едно јајце за неговата мајка и едно за неговата жена Александра. Обичај што се одржал од 1895 до 1916 година. Фаберже, познат руски златар и филигран, не правил само јајца, туку и сите подароци на дворот за крунисувањето на Николај II. Изгледот на јајцата, наменети за подарок, како и она што се наоѓало во нивната внатрешност, се чувале како најстрога тајна. За основа на јајцето е употребуван камен, јаспис, ахат, кварц, лапис лизули и нефрит. Техниката со која се работени делумно провиден емајл била исклучително почитувана во 19 век и барала по неколку слоја емајл, посебно печени. Во почетокот се употребувале само неколку бои, но Фаберже експериментирал и на крајот достигнал до 140 различни нијанси. Најпрочуен бил емајлот во боја на острига, чиј колорит зависел од светлото под кое се гледа. За украсување се користеле злато, сребро, бакар, никел, паладиум. А готовите јајца биле украсувани со сафир, рубин, смарагд и дијаманти. Од 44 јајца, за кои денес се знае каде се, најголем дел се наоѓаат во американските музеи. 3 се во собственост на кралицата Елизавета II, 9 во собственост на фондација, 4 се во приватни колекции и 10 во Кремљ. Последното пронајдено јајце е така нареченото Ротшилдово јајце, кое е на аукцијата во 2007 година достигнало цена од $18,5 милиони.
Се повеќе домакинки во великденското јајце пронаоѓаат инспирација за изразување на својата креативност. Кога сме на тема декорирање на великденски јајца, и уште неколку идеи во наредниот прилог, кој што е своевиден вовед во разговорот со гостинката во студиото на Македонија наутро. Великден за многумина е најубавиот христијански празник. Токму поради обичаите, традицијата на бојадисување на јајцата и великденското декорирање на домот. Бојадисувањето на јајцата знае да биде многу забавно, дури и за најмалите членови на семејството, кои често се вклучуваат на помош. Празникот е одлична можност да внесете свежина во домот и да покажете колку сте умешни со украсувањето. Доколку сте една од оние на кои ме здосадува на истата техника на бојадисување и декорирање на великденските јајца, или пак ако утрово ги бојадисавте само во една боја, но им недостасуваат некои детали, внимателно проследете ги овие идеи. Со малку креативност за реализација ви се потребни само различни бои. Бидете и вие една од домакинките на кои ќе им се воодушевуваат за необичните и бескрајно креативно декорирани великденски јајца. Голем дел од домакинките великденските јајца ги бојадиса во четврток предзори, како што налага и традицијата, но може да се бојадисуваат секако и во текот на денешниот ден. Доколку мислевте дека тоа што го направивте дома е одлично и добра креација, тогаш не знам што ќе кажете за ова што ние го имаме денеска во студиото. Велам добро утро на мојата гостинка Гордана Пуповик. Добре дојдовте во студиото на Македонија наутро. Добро утро. Ќе им презентираме на нашите граѓани една техника која што е многу позната на низ светот за бојадисување јајца. Станува збор за украинската техника на бојадисување јајца. Кажите ми, ова ми напоминавте дека е ваше хоби. Од кога започнавте и како го научивте ова? Да, ова ми е хоби. Започнав пред 2 години, случајно преку една пријателка на интернет. Она изработува вакви јајца. Видов, пробав и успеав. Ова е навистина уметност. Имаме неколку примероци кои што ми напоминавте дека вие ги изработивте. Колку време беше потребно за да се изработи, да речеме, оваа креација нова? Тоа е јајце од ној, потребно 7 до 8 дена да се достигне до целта, цело да се заврши. Имаме многу примероци, ни донесовте денеска и нешто што вие ќе го изработувате. Ајде да ги информираме гледачите, па да им дадеме можеби и идеја што да направат во текот на денешниот ден и како да ги бојадисаат јајцата. Ова се обични бои за јајца? Да, ова се обични бои, капсули од палета 7. Добро. Еве. Значи вака изгледа. Да. Така, добро. Ова е прибор, со него може да се црта. Ќе може да видиме како изгледа приборот. Колку време е потребно за да се бојадисаат овие јајца? Всушност овие јајца се веќе бојадисани, ние треба само да ги декорираме, така? Да. Добро. Значи вака изгледа моливчето, во него се става восок, се загрева на свеќа и се декорира јајцето по своја желба. Добро, ќе ги користиме зелената, ова е црвена, помаранчеста и жолта. Портокалова и жолта. Да. Добро. Ќе ги декорираме овие црвени. Не, него се декорира на бело јајце. Добро. Значи најпрвин се црта шарата која сакате да изработите. Може само да ја покажеме да видиме каква шара вие денеска одбравте. Добро. И потоа се почнува со изработка на восокот. Се наливаат. Ова се всушност сите бели јајца во основа, така? Да, бела. Сите бели јајца кои што се декорирани, мора да им напоменеме на нашите домакинки дека доколку сакаат да изработат нешто вакво, основата на јајцето треба да биде бела, значи само да биде сварено јајцето, така, не бојадисано. Да. Добро. Македонија наутро трае до 10 часот, ќе стигнеме ли да го завршиме се ова? Да. Така, ќе ве оставам, нема да ви пречам повеќе, вие работете, ќе видиме некаде на крајот на емисијата што точно сме сработиле. Во продолжение музичка номера, а веднаш потоа и гостин во студиото, зборуваме секако на тема Великден. Сакам да те допрам како икона.
ги запалам, а да склопам раце нежни ко за молитва и да клекнам покрај олтар среде црквата. Мили Боже, ти си всемоген, што да сторам паќе велигде, тоа е мојот први последен, прати ми го пар на овој ден. Ако треба, ќе ги платам сите гревови, само ноќва, пак да љубам усни негови. Мили Боже, ти си всемоген, што да сторам паќе велигде, тоа е мојот први последен, прати ми го бар на овој ден. Лето, лето, сум без него, роза сената. Дај ми Боже, сила света, да се превода. Мили Боже, ти си всемоген, што да сторам паќе велигде, тоа е мојот први последен, прати ми го бар на овој ден. Мили Боже, ти си всемоген, што да сторам паќе велигде, тоа е мојот први последен, прати ми го бар на овој ден. Vrati mi go par na veligde. Во присрет на најголемиот христијански празник Великден го посветуваме и наредниот разговор во студиото за Великден, за значењето на празникот, за големината на празникот и обичаите врзани со него. Разговараме со професор доктор Марко Китевски. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро најдов. Професоре, во вашата книга Македонски празници и празнични обичаи имаше многу што да се прочита за Великден, за великденските празнувања и обичаите врзани со него. Сите оние кои што ја немаат книгата задолжително треба да имаат во своите домови, а оние кои што сакаат барем дел од содржината нејзина да дознаат, ќе може да го сторат тоа преку нашиот разговор наредниве неколку минути. Ќе започнеме вака. Денот на Христовото воскресение не е само најголем, туку и најстар празник кој што се празнува од вториот век. Според информациите, тоа е суштина на христијанството и потврда на самата вера, зашто како што рекол свети апостол Павле, да не воскреснеше Христос, нашата вера ќе беше празна. Да, значи Великден е најстар, како што споменавте, се празнува од вториот век, сите други се празнуваат подоцна, празниците се установени, но Великден е и најголем празник затоа што ја дава суштината на верата. Ако нема воскресение, нема вера. Често кај народот се поставува прашањето дали Божик или Великден се поголеми празници. Некои викаат Божик е поголем, да не се родеше Исус, немаше да има и воскресение и немаше да бидат и другите празници, но не е така. Великден е најголем празник затоа што ја дава основата на верата. Воскресението е тоа што ја прави нашата вера. Затоа Великден е поголем празник. Дури Великден и не влегува во 12 големи празници на христијанската црква затоа што се смета за празник над празниците. Ете, така давајќи суштината на
верата, основата на нашата вера, Великден е најголемиот празник. Со право повеќемини истражувачи велат дека да не постоеше Христовото воскресение, ќе требаше да го измислиме, бидејќи да не ја победеше Христос смртта, тогаш човечкиот живот ќе немаше смисла. Значи, ако не беше христијанската вера, ако не беше верувањето, тогаш на човекот на овој свет ќе му беше се дозволено. Ќе царува неморалот, расипништвото и другите негативни демони. Победувајќи ја смртта, обезбедувајќи вечен живот, Христос практично и дал смисла на верата и тоа е она што е убавината на нашиот живот. Професоре, Великден е продолжение на старозаветниот еврејски празник Пасха, кој што евреите се уште го празнуваат во чест на ослободувањето на еврејскиот народ од египетското робство. За ова се зборува и во Стариот Завет, поточно во втората книга Мојсиева, каде што е опишана прославата на јудејската Пасха, а во христијанството Исус е жртвеното пасхално јагне. Да, така го толкува нашата црква тоа, но треба да се каже дека Пасха кај евреите бил празник што се празнувал во спомен на излегувањето или преоѓањето од робството под Египет и одењето во ветената земја, тоа е во израелската земја. Значи, таму Пасха е премин од робство во слобода, додека кај нас Пасха е премин од смртта во животот, во вечниот живот. Великден е продолжение на тој еврејски празник и многу обичаи што евреите практикувале пред Христос, подоцна исто така ги практикувале. Дури и апостолите, дури и светиот апостол Павле ги празнувал еврејските празници, но подоцна тие еврејски празници биле изоставани за сметка на христијанските празници кои што го формирале христијанскиот календар. Инаку, точно е тоа дека има неколку еврејски празници предхристијански што се уште се празнуваат. Тоа е прво Великден, потоа Педесетница или Духовден, и старите евреи го празнувале Педесетницата како празник на денот кога Мојсие ги добил законите на Светата гора. Значи, тоа се двата, и третиот е преполовение празник, народот кај нас го вика Руса среда, кој што се празнувал во спомен на премудроста Божја. Значи, 3 од старите еврејски празници се останати во нашиот календар. Великден е центар на повеќе празници, познати како празници со непостојан датум или циклус великденски празници, на кои што датумот на прославување им зависи од тоа кога Великден ќе се празнува во текот. Значи, вака празниците се делат на подвижни и неподвижни или постојани и непостојани празници. Празници со постојан датум и празници што го менуваат датумот. Великден е празник што повлекува празнување на еден циклус празници кои што се поврзани со него. Значи, откако ќе се одреди датумот на празнување на Великден, потоа се одредуваат овие другите датуми. 7 недели пред Великден е Прочка, првата сабота по Прочка е Тодорова сабота, една недела пред Великден е Цветници, саботата е Лазарева сабота, потоа иде првиот петок по Великден во светлата недела, источен петок Балаклија, потоа имаме 40 дена по Великден е Спасовден, 50 дена е Духовден или Педесетници и така натаму, но важно е да се каже дека воскреснувањето на Исус им дава смисла и на некои други празници господови, како што се Божик, како што е Крстовден, Преображение и така натаму. Ке зборуваме наредниве неколку минути за обичаите. Нашиот народ со многу подготов ке го дочекува најголемиот христијански празник, но сепак за Великден се врзани многу помалку обичаи отколку да речеме за Божик или Ѓурѓевден. Да, значи, за Великден има помалку обичаи, има нешто во Страстната недела, големата недела или Великата недела, меѓутоа, општо земено има помалку обичаи отколку за Божик, за Бадник, за Ѓурѓовден, па дури и за Прочка и некои други празници. Некои истражувачи сметаат дека причина за тоа е што Великден има непостојан датум, што може да се движи во тие 35 дена. Инаку да спомнеме и тоа дека датумот на одредување на Великден се прави по одредена формула која што
почнала да се дискутира или да се востановува на првиот Вселенски собор 325 година во Никеја, што го свикал царот Константин, а го свикал бидејќи црквите различно го празнувале Великден, и за да се изедначи тоа и поради постоењето на одредени ереси во тоа време во црквата, царот Константин го свикал тој собор и таму почнал да се разговара. Меѓутоа, формулата за празнување на Великден е некаде во 6 век дефинирана до крај. Значи, тоа е првата недела по пролетната рамнодневница и по полната месечина. Великден не смее да се совпадне со Пасха. Ако е во ист ден, се поместува за следната недела, а не смее ни да биде пред Пасха. Ако е пред Пасха, се поместува за следната полна месечина и така може да биде од 4 април до 8 мај во тој период. Значи, да се вратиме на прашањето, некои истражувачи мислат дека тоа движење на празникот во тие 35 дена е причина што нема толку обичаи, меѓутоа јас мислам дека не е тоа причината, туку дека Великден како најголем празник има многу црковни обичаи и многу е силна таа црковна димензија. Кај другите празници успеале да се задржат паганските елементи или да се поврзат со некои предхристијански празници, меѓутоа во Великден доминира црковната димензија, црковните служби, црковните песни и така натаму, иако има многу нешто останато што ќе го зборуваме кај народните умотворби кога ќе стане збор. Така, ќе зборуваме и малку подоцна повторни на тема обичаи, бидејќи сакаме некако да ги споменеме и обичаите врзани со последната недела од великденските постни, тоа е оваа страстна недела. Меѓутоа ќе погледнеме на музичка номера, задржуваме тука заедно со нас во студиото на Македонија наутро. Одиме со музика. В небо
da plači Sveti Nikola Eteši Sveti Nikola Lele Sestro Mario, nije će ti go zemime nazana će kolele dade me. Nazana Jego dade me da pravim strašni mostoji da vrva grešni duši grešni кои што во овој момент се вклучија на првиот канал на Македонската телевизија. Разговараме со професор доктор Марко Екитевски за Великден, празнувањето на овој празник и обичаите врзани со него. Професоре, сакав да проговориме за обичаите, така и најавив дека ќе биде продолжението на разговорот, меѓутоа би сакала да ја прокоментираме прво песната. Оваа песна која што нашиот легендарен Јунче Христовски ја изведе е песна поврзана со Христовото воскресение. Да, значи ова песна е дел од филмот Песната на ангелот, што ја правеше екипата на Македонската телевизија. Да ги спомнеме, еве, иако за жал сите се починати, Благоја Марковски беше режисер, Љубец Светановски беше учесник, сценарист и Миќо Божиновски ги правеше мелодиите на песниве, значи една антологиска песна и антологиска емисија. Значи, ова песна пее за воскреснувањето Господово и песната е, текстот е земен од зборникот на Миладиновци, таму има повеќе великденски песни. Се вели дека на високата планина има трпеза, околу неја седат светците и Богородица со Исус. Исуси го земаат и ќе го дадат на занаед да прави страшни мостови, да врват грешните души. Тоа е всушност она народот што го осознал за воскресението Господово како врска помеѓу овоземното и небесното. А и во народните песни доста се пее за грешните души, на тие теми, па една песна тука поврзува и Христовото воскресение и тие други сваќања на народот за задгробниот живот. Професоре, ова е последна недела од великденските пости, напоменавме уште е наречена и страстна недела. Има многу обичаи врзани со оваа недела, почнувајќи да речеме еви четвртокот се вапцаат јајцата пред зори, петокот е еден од најтешките денови во христијанската религија. Кои други обичаи се врзани со? Вака, значи, страстната недела се вика страстна, бидејќи тогаш страдањата Исусови биле, а и народот во своето однесување се доближува до својот Спасител, значи страда заедно со него и за кога ќе ја прими причесната да се идентификува со него, примајќи го телото и крвта негови преку нафората и виното. Значи, во текот на ова недела има обичаи останати од предхристијанско време, меѓутоа луѓето
се воздржуваат во своето однесување, чекајќи го онај миг кога ќе се прогласи воскресението Христово. Инаку има доста обичаи во средата кога се подготвуваат јајцата, четвртокот кога се вапсуваат. Во некои краишта доста работи луѓето заработувале во четвртокот, за да можат после следните 7 велики четвртоци до Великден, до Спасовден да можат да работат, да речеме во Мариово, Дебарце и некои други краишта. Кои се обичаите врзани со денешниот ден, Велика сабота? Велика сабота се смета за празник додека се луѓето во црквата. Подоцна можат да работат, да се подготвуваат за вечер, за воскресението Христово, за одење во црква и така натаму. Меѓутоа денеска се смета ден кога може да се работи, да се прават подготовки за празникот. Така. Точно е 9 часот време, професоре, за првиот информативен блок. Ние ќе го продолжиме нешто подоцна разговорот. Во продолжение на новите информации од земјава и светот ви ги презентира мојата колешка Гордана Ѓорчева. Точно така, точно е 9 часот, следува првиот информативен блок за денес. Синоќа околу 21 часот се слушнала детонација во близина на зградата на владата. Екипи за антитероризам веднаш излегле на терен. При извршениот увид било пронајдено местото каде што експлодирала се уште непознатата експлозивна направа. Станува збор за тревната површина во делот кон реката Вардар на страната кон споменикот 13 ноември на оддалеченост од 5 до 10 метри од зградата. Од експлозијата не е предизвикана никаква штета, а од местото на настанот се подигнуваат остатоци за вештачење, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Италијанците, грците и хрватите најмногу го бараат македонското јагне, но болеста син јазик ја намали понудата. Сточарите се задоволни со откупната цена, а земјава од извоз на јагнешко месо годишно инкасира од 11 до 15 милиони евра. 100 тони јагнешко месо е извезено за великденските празници. Има интерес за македонското јагне, но сточарите велат дека и понудата била помала поради болеста син јазик. Сточарите се задоволни од цената, која почна од 140 денари, а достигна 170 за килограм жива мера. Димитров Фиданчо од Штипско има 900 овци. Јагнињата ги продаде уште за католичкиот Великден. Јагнињата ги продадовме за католичко Велиден, целосно, не деломично, пошто поради болести имаше проблем у јагнилото. Цената беше добро прифатлива оваа година, 170 динари ги дадовме и сме задоволни таа страна. Од 6 кланици во Кавадарци, Струмица, Гостивар, Скопје и Прилеп се врши извоз на квалитетно македонско јагне на странските пазари. Од Агенцијата за храна велат има интерес за македонското јагне. До сега бројката покажува дека се од почетокот на годинава дека се заклани околу 155-156.000 грла млечно јагне во износ околу 1.350.000 килограми од јагне. Во месарниците јагнешкото месо се продава по цена од 300 до 350 денари, но може да се најде само во утринските часови. Граѓаните велат на великденската трпеза треба да има јагнешко. Ќе има традиционално, да. Скромно, нема многу да биде, пошто цените се малку зголемени и така. Купивте веќе? Не, допрва ќе купувам. Ќе биде ли богата великденската трпеза? Ќе биде, мора да биде. Ќе има јагнешко? Ќе има. Најголеми увозници на македонско јагне се Италија, Грција, Хрватска и Црна Гора. Лани во 2013 година беа извезени вкупно 550 тони јагнешко месо. Речиси 85% од јагнешкото месо се извезува на странските пазари. Од него се остваруваат од 11 до 15 милиони евра девизен прилив. Освен јагнешкото, за Великден јајцето се главниот декор за празничната трпеза. Уште две информации од светот. 8 луѓе загинаа во 2 бомбашки напада во Багдад. Еден автомобил експлодирал во близина на хотелот Вавилон во центарот на градот, при што загинале 1 полицаец и уште 3 цивили, а 12 луѓе биле повредени. Во вториот напад, бомбаш самоубиец активирал експлозив на 40 километри од Багдад. Загинале најмалку 5 лица, а ранети биле 15 мина.
Неколку стотици демонстранти се обиделе да влезат во базата на Обединетите нации на северот од Централно-Африканската република. Еден демонстрант загинал, а неколкумина биле повредени во судир со силите на Обединетите нации. Силите на мисијата со истрели ги предупредиле демонстрантите кои се обиделе да ја запалат базата, а некои од нив биле вооружени и со ножеви. Ова е втор напад врз базата, иако припадниците на Обединетите нации се во добри односи со локалното население. 8 членови на државната делегација беа тешко повредени во напад на поранешната бунтовничка група Селека во јануари годинава. Тука е крајот на првиот информативен блок за денес. Останете понатаму со Македонија наутро. Ние со повеќе информации се гледаме во вестите во 10 часот. До тогаш пријатно. Првиот информативен блок, време и за најновите спортски вести, ни ги подготви колегата Бранко Чупески. Приоритет е одбраната на европската титула. Дали си подготвен за првата трка во Франција? Па секако, приоритетот е одбрана на титулата. Се надевам дека ќе бидеме подготвени да направиме еден добар резултат, да ги оправдаме минатогодишните резултати и ако може да направиме уште подобри времења на патеката. Ова е истата патека, истиот предизвик, меѓутоа сега си една година и една победа поискусен. Секако, истата патека, истиот предизвик, меѓутоа, како што кажа, искуството е сега на наша страна, меѓутоа ќе видиме кои ќе ни бидат конкурентите, сепак не знаеме, кој ќе стигнеме таму, ќе видиме со кои автомобилисти треба да се справиме оваа година. Ајде да слушнеме уште еднаш какво време не очекува во текот на денешниот ден. Наташа е повторно во студиото на Македонската телевизија. Наташа, напоминавме сонце, така ќе биде наредни веденови, верувам? Да, Кристина, денеска сончево и топло, потопло од вчерашниот ден со благ пораст на дневната температура. Според оние температури кои што беа измерени во 8 часот, забележавме дека е сончево и ведро уште во овие предпладневни часови во поголем дел од земјава. На некои повисоки места ќе има појава на мала облачност, меѓутоа денот ќе помине со пријатни временски услови и типично пролетни температури за овој период од годината. Утре исто така не очекува сончево и топло време, со тоа што утре кон крајот на денот, односно во вечерните часови, има мала веројатност за услови за краткотрајни локални врнежи од дожд. Меѓутоа тоа ќе биде изолирана појава на краткотраен слаб локален дожд. Постои мала веројатност, но сепак постои и тоа, како што споменав, кон крајот на денот, односно во вечерните часови, што значи дека во поголем дел од земјава и поголем дел од денот повторно ќе преовладува сончево време, наместа со појава на мала локална облачност. Веќе во понеделник исто така ќе има услови за локални врнежи од дожд, слична појава како и во текот на утрешниот ден, меѓутоа далеку од голема нестабилност, далеку од обилни врнежи, она што би се рекло типично пролетно локално наместа слабо да зароси. Како и да е, денеска и утре сончево и високи дневни температури, како што веќе споменав. Меѓутоа убаво е да видиме какво време денеска се очекува во европскиот континент. Антициклонско влијание во поголем дел од Европа, стабилно и сончево време, потопло во источните делови од континентот, како и во регионот, односно Балканскиот полуостров, што значи под влијание на топла воздушна маса се наоѓаме ние денеска, па и во наредните денови. Во западните делови на Европа ќе има малку пониски температури, околу 14-15 степени, а можни се и врнежи од дожд. Да видиме сето тоа како изгледа преку температурната слика денеска за европските метрополи. Варшава и Киев 21, Прага 19, Виена 20 степени, Рим до 17 степени. Како што спомена, во западна Европа малку пониски температури во однос на оние кои што се очекуваат во источните делови од континентот. Лондон 14, Париз 16, како и Цирих, Брисел 13 степени, врнежи од дожд, Мадрид со температура од 20 степени. На Балканскиот полуостров сончево и пријатно топло. Најниска дневна температура се очекува во Истанбул 15, Софија 16 степени, Лјубљана 19, Загреб 23, Белград
Белград 24, Подгорица и Тирана 18 степени, Атина до 21 степен. Во Скопје денеска дневната температура за степен 2 повисока од вчерашната. Максималната се очекува да достигне до 19 степени, Тетово и Гостивар 18, Маврово 19, како што споменав на повисоките места и на планините појава на мала облачност, температура 12 степени и во Дебар максимална температура од 17 степени денеска. Крива Паланка 16 степени, појава на мала облачност, Виница и Кочани 19, како и Куманово и Штип, Свети Никола 18 степени, приближно слични температури во поголем дел од земјава, нема голема температурна разлика помеѓу регионите низ Македонија. Берово 15 степени, Радовиш 19, југоистокот од земјава над 20 степен, поточно Кавадарци и Струмица 20, Демир Капија и Дуран 21, Гевгелија со највисока дневна температура денеска, односно максимални 22 степена, Крушево само до 13 степен, Охрид 16, Преспа 17, како и Прилеп, Битола до 18 степени. Тоа е денешната временска слика за Македонија. Утре исто така дневната температура ќе достигне до 21-22 степена. Од вторник имаме благ пат на температурата, максималната до 18, што значи и натаму ќе биде топло, меѓутоа температурата за 2 до 3 степени ќе опадне во однос на денешната и онака што се очекува во текот на утрешниот ден. Имајте убав ден. Деталите за времето утре и во наредните денови повторно ќе имате можност да ги слушнете и да ги видите во вечерните метео изданија. Од мене пријатно се гледаме денеска повторно по првиот дневник во 17:30 во следното метео издание. Кристина. Наташа, ти благодарам за информациите, како што слушнавте конечно пролетни температури, долго очекувани. Искористете го времето да прошетате со своите несакани, имаме продолжен викенд. Ние го продолжуваме разговорот со професор доктор Марко Китески. Споминавме, професоре, за обичаите кои што се врзани со Страстната недела. Би сакала накосно наредниве минути да проговориме и за песните. Според верувањата, во оваа недела, во Страстната недела, освен црковни, не се пеат други песни. Значи, вака, Великденскиот пост, да го кажеме и тоа, е најдолг пост и најстрог пост. Покрај средата и петокот како еднодневни пости, има повеќе дневни пости распределени во годишните времења. Во зимскиот период е Божитниот пост, во пролетниот Великденскиот, потоа доаѓа Петровденскиот пост во лето и во есен Богородичниот пост. Меѓутоа, Великденскиот пост е и најдолг пост и најстрог пост, кога не може да се прават остапувања или ослободување од постот. Последната недела, како што споменавме, постот е и најстрог и луѓето не само што постат, туку и на друг начин се воздржуваат од задоволство, од веселби и така натаму. И тогаш секако се избегнуваат пеење песни, веселби, се пеат само црковни песни во црквата и во тие црковни служби. Има обичаи, ги споменавме некои, кои што се остаток од предхристијанскиот период, особено се поврзани со великденските јајца, но има и други обичаи кои што кај нашиот народ се задржале од најстари времења до денес. Така, би сакала да ги споменеме и поговорките. Многу од нашите граѓани ги знаат, дел од нив се, нели, секој ден не е Великден, Великден, ката ден не бидува Великден, Благден. Со овие поговорки се укажува на тоа дека домаќин не само што Великден го чекаме како посебен празник, туку и дека Великден е навистина најголем празник. Значењето на денот е... Тоа поговорките кажуваат, пословиците, кога велат дека секој ден не е Великден или на Великден, на Благден, ден по ден дојде и Великден и така натаму, има повеќе пословици, поговорки и други изрази кои што упатуваат на овој празник. Така. Легендата, професоре, вели дека прва изразот Христос воскресна го употребила Марија Магдалена. Вели таа ги слушала проповедите на Исус, прва дошла на неговиот гроб в недела наутро, прва го видела гробот празен и прва го видела Исус воскреснат. Да, тоа го вели легендата, ние знаеме од евангелските текстови дека Марија Магдалена присуствувала на најважните моменти од животот на Исус во тие последни денови негови, заедно со мајката на Исус, и таа
бидејќи била сведок на тие настани, подосна отишла кај царот Тиберие и подавајќи му црвено јајце, го поздравила со поздравот Христос воскресна. Таа му ги кажала како очевидец сите настани, а подосна царот го нашол завиновен Понтије Пилат, кој што бил управител на таа област и кој што можел, но не го заштитил праведниот Исус. Затоа бил казнет, бил повлечен од Мала Азија и пратен во Алпите и таму умрел во царска немилост и во голема беда. Значи, тој поздрав прва го употребила Марија Магдалена и од Светата црква е прогласена за рамноапостолна. Значи, таа е рамна на апостолите по значење. Такви не се многу личности, такви се Свети Кирил и Методи, и Марија Магдалена, и светите Константин и Елена. Инаку тој поздрав Христос воскресе, христијаните го празнуваат до Спасовден и до тогаш може да се вапсуваат великденски јајца, црвени јајца да се вапсуваат на Ѓурѓовден, да речеме на Спасовден и така натаму. Во вашата книга, која што неколку дена имав кај мене, со можност да најдам информации кои што би ми користеле за да го подготвам разговорот, најдов еден податок кој што би сакала да го прокоментираме, е навистина интересен. Вели, многу собирачи на македонски народни умотворби запишале дека во минатото христијанските семејства им испраќале на турците со кои што биле во добри односи великденски јајца како поздрав, што пак тие го сметале за голема чест. Навреда за оние кои што немало да пратат. Видете, во тие меѓу етнички односи во минатото, познато е тоа дека христијаните на муслиманите им праќале великденски јајца за Великден, а муслиманите им праќале баклава за Бајрам. Имаме повеќе записи, таков запис има и кај Шапкарев и кај Христо Попантов. Тоа се сметало за голем чин и имало голема доверба помеѓу двете етнички заедници во минатото. Според Цепенков, таа доверба била разрушена или ставена под сомнение по руско-турската војна и вели тогаш веќе тоа пријателство меѓу двете заедници почна да се става под сомнение. Инаку познато е дека и христијаните македонци и овие турците заедно празнувале многу празници, дури и еснавските празници биле заедно празнувани. Цепенков пишува како се собирале во Прилеп, па потоа оделе заедно и муслиманите и христијаните во Трескавец манастирот и цела недела ги празнувале еснавските празници. Но и во други прилики си разменувале меѓусебно подароци. И во македонското народно творештво постојат многу преданија кои што се поврзани со великденското црвено јајце. Значи, кога зборуваме за народните умотворби за Великден, поврзани со празникот Великден, тука се и народните преданија и легенди, и народните песни, и многу драмски игри, наречени гачки, кои што се изведувале најчесто на вториот ден на Великден. Кога станува збор за преданијата, треба да кажеме дека тие најчесто се поврзани со великденското јајце. Во едно предание се вели дека од крвта на Исус што капела од крстот се обоиле црвено камчињата под крстот и од тогаш останало да се вапсуваат јајца како спомен на Христовото распнување и воскресение. Во друга легенда се вели дека кога Богородица утрото одела на гробот, носела црвени јајца, што кога разбрала дека Исус воскреснал, им ги раздала на децата во спомен на Христовата крв и од тогаш останало. Има и други приказни преданија и легенди на оваа тема, но има и многу песни кои што пеат за Христовото воскресение. Сега кога станува збор за песните, сакам посебно да истакнам дека е интересно што тука има многу митолошки елементи се споменуваат и многу песни пеат за епските јунаци, за Марко Крале и другите јунаци од тој период, од епскиот период. Значи, интересно е тоа, посебно со митолошките суштества, но во овие песни се среќаваат доста
самовили, змеови, ламји и така натаму. Веројатно, како голем празник, се поврзува со голем јунак, како што е Марко Крале и со тие епски димензии од нашето минато. Ги споминавме обичаите врзани и со Страсната недела и врзани со Великден како голем празник, иако напоминавте дека ги има многу помалку од Божик и да речеме Ѓурѓевден, но она што би сакала да ве прашам некаде пред крајот на разговорот. Во последниве години сме сведоци на многу пагански, покрај христијанските обичаи, многу пагански обичаи. Да. Видите, уште да ги споменеме и овие народот што ги вика гачки, драмски игри, кои што се играле на вториот ден на Великден. Значи, на вториот ден на Великден, освен кај народот се вели дека првиот ден се празнува во семејството дома, вториот ден се оди по гости, некаде прават заеднички селски собири и таму го изведуваат обредот с крсти, еден значаен обред за измолување на дожд, за благосостојба и така натаму, каде што учествува целото село или некогаш и две села и така натаму. Во одредени места се играле и драмски игри, кои што некаде ги викаат гачки, некаде народни драми. Тоа е еден народен, еден фолклорен театар. Да речеме во Кичевско имало такви гачки во поречијата, особено познато е. Гачка, вили, самовили, змија и така натаму. Во Дебарца, во селото Годивје, се играла игра Рами, која што ја прикажувала борбата помеѓу Кузман Капидан и Арамиите од Дебарско. Сега во тие народни игри жените ги изведуваат. Тоа е интересно што жените се маскираат во машки алишта со импровизирано оружје и така натаму. Сега кога станува збор за паганските и христијанските елементи, тоа да го кажеме дека во нашиот народен живот, во нашата народна култура, тие се многу чести. Многу често е преплетувањето на паганските и христијанските елементи. Паганските, знаете, се остаток од предхристијанскиот период. Во него има многу суеверие, кое што е се уште присутно. За жал, еве да земеме дека четвртоците од Великден до Спасовден се викаат велики четвртоци и тогаш не се работи за градобини облаци да не паѓаат во полето. Значи, иако црквата водела политика и борба, да речеме, против тоа суеверие, тоа сепак се одржало до наши денови. Еве и книгата на Кирил Пејчиновиќ Огледало, која што е против суеверието, напишана 1815 година објавено, извршила одредено влијание, меѓутоа тоа суеверие еве останало и до наше време. Суеверието е силно, затоа што може најчесто кога ќе се случи некоја несреќа, луѓето го поврзуваат со тоа дека изоставањето на некој обичај, на некое верување е причина за тоа и повторно се враќа. Значи, случајностите многу помагаат во одржувањето на суеверието. Како почнавме, така би сакала и да го заокружиме разговорот со значењето и големината на празникот. Народното верување вели дека Божик и Великден се двајца браќа. Ако немаше раѓање, немаше да настапи воскреснување. Така и ќе го заокружиме разговорот. Кој е поголем празник, Божик или Великден? Споменавме веќе дека Великден е поголем празник затоа што дава смисла на христијанството. Инаку ова што го... Ако Христос не воскреснеше, ако беше само Божик раѓањето, тој ќе беше обичен смртник. Со своето воскреснување тој ја победи смртта, го победи царството на ѓаволот, значи го победи гревот, обезбеди вечен живот за целото човештво. Сега, кога станува збор за Божик и Великден, во народното верување тие се двајца браќа, се вели дека Божик е домаќин, а Великден е фодул, плачко. Тоа тргнува од тоа што Божик е во зимскиот период, кога се колат прасиња, кога се прави семејни овие слави, додека Великден е во пролет, кога луѓето се облекуваат, младите сакале да бидат убаво облечени, па да излезат наоро и така натаму да се покажат. Сепак се работи за тоа народни верувања кои што произлегуваат сепак од
верата, од евангелските текстови и така натаму. Ви благодарам, професоре, што одвоивте време за да дојдете денеска во студиото на Македонија наутро, да им споделиме овие информации и податоци со нашите гледачи, кои што верувам дека многумина од нив не ги знаеле, врзани и со обичаите и со значењето на Великден. Ви благодарам и за поканата, за Великден и за другите празници. Има многу да се зборува. Навистина, во овој период, последниве 20 на години, народот се врати кон празниците, меѓутоа има многу празнини кои што не ги знаеме дури ни ние истражувачите на оваа проблематика. Секојаш се наоѓа нешто ново, секојаш се открива некои димензии за кои што не сме биле свесни. И за да научат нешто повеќе, јас топло ми ја препорачувам вашата книга. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во утринската програма. Наредниве неколку минути музика. Светна најсветло за секој наш македонец. Утро бело пролетно најубаво, Великдене, браќа, сестри, славете го. Утро бело сестри, славете го. Од векови стари бијат камбани, стари млади деца православни, го слават Христовото воскреснување. Великдене, браќа, за празнување, го слават Христовото воскреснување. Великдене, браќа, за празнување. Празник најголем, сека куќа полна трпеза. Јагне младо печено сугаре, јајце бело црвено великденско. Јагне младо печено сугаре, јајце бело црвено великденско. Од векови стари бијат камбани, стари млади деца православни, Христовото воскреснување. Великдене,
Повторно сме во креативното катче на Македонија наутро. Гордана, до каде стигнавме? Ќе напоменеме за оние кои што сега се вклучуваат. Станува збор за украинска техника за фарбање на великденски јајца. До каде стигнавме? Ние сме веќе готови со јајцето. Да напоменам, оваа техника се вика батик техника. Добра. Застапена во Украина и Русија. Така, значи мора да напоменеме, мора да е јајцето бело, основата да биде бела, значи да биде само сварено, да не биде бојадисано со никаква боја, за да може да се работи на него. Да. Што откако ќе го извадиме од боја јајцето? Откако ќе го извадиме од боја, убаво го сушиме. Добра. Салфетка да упие бојата. Така. После со фен, наједноставно со помош на фен, го сушиме. Добро, колку време треба да се суши? Минута две. И што понатаму? И автоматски се отстранува восото. Така. Добро. Јајцето е готово. Така. Што понатаму откако ќе се исуши? Тоа е тоа. Сушењето се лакира за да има сјај. Така, за да изгледа вака сјајно. Така. Гордана, сте биле до сега на многу сајми за ракотворци, ми напоминавте еден пред неколку дена. Каде беше? Во Континентал. Добро. Добра, се случува и тоа, па емисија во живо е. Добро, Гордана, имаме резервна варијанта? Не. Добро, ќе се снајдеме. Емисија во живо се случува и тоа. Значи, бидете особено внимателни кога ќе ги бојадисувате великденските јајца и во фазата на сушење, бидејќи може да се скрши. Само еден дел ќе покажеме, кај што е целата. Така. Успеавме да спасиме поголем дел од великденското јајце, тоа е добро. Значи, потоа треба само уште да го излакираме, така? Кажи ми, споминавме базарот за ракотворци, каде беше? Што се случуваше? Тој беше во Континентал. Добра. Имаше поише групи, имаше накит, имаше јајца, имаше свеки, поише учесници на базарот. Така, каде ќе одиш наредниот период? Имаш некој ангажман или? Сега за сега не. Сите оние домаќинки кои што сакаат да научат нешто вакво креативно, YouTube секогаш е присутен, на интернет може да се најде се. Велиш треба само добри нерви, челични нерви и многу волја. Голема желба, да. Така, ајде да покажеме сега. Оно што успеавме да го спасиме, како изгледа. Одлично. Помалку од 2 часа ќе беа потребни за да го направиш ова. Ми кажа, нема време да ги бојадисам моите великденски јајца, успеав само неколку да донесам, но имаме цела палета на јајца кои што ги изработи и кои што се бескрајно креативни и убави. Те задржуваме уште одреден период во студиото на Македонија наутро, можеби ќе имаш време да направиш уште нешто. Ние во продолжение ќе најавиме прилог. Великден, напоменав дека е празник на радосната вест, празник кој што сакаме сите да го поминеме во кругот на нашето семејство со најблиските, оние кои што најмногу ги сакаме. Велешкото семејство Димовски, најубавиот празник, ќе го помине со своите 3 прекрасни дечиња. Еве ја приказната за нив. Среќата е единственото нешто кое кога ќе се подели помеѓу двајца се множи. Љубовната приказна на Мартин и Љупка Димовски резултираше со полна куќа дечиња, полна куќа радост и слога. Ова семејство од градско, мама, тато, баба и дедо, ги минуваат деновите исполнети меѓу работните обврски и грижата за нивните 3 принцези. Симона е нивната прва радост. За неја велат дека е темпераментна, а за 2 години помалата Елена емотивна и мирна. Ме прашуваат кога ќе одиме во болница, кога ќе го извадиме бебето. Викам, кога ќе спрете, кога ќе скоца. Викам, оно ќе кажа докторите, мама, викам, ќе го извадат. Дечињата кога сум слободен ги шетам, јас кога имам време ги носам во градинка, кога имам време јас ги зимам од градинка. Сега бидејќи мојата сопруга е бремена, кога не можам јас, некој одат од моите родители, дали мајка ми или татко ми, они ги носат во градинка, ги зимаат, ги шетам кога сум слободен, ги шетам и спаѓаме тука во градско доле во центарот, на паркот, на улувачките и така. Кога е убаво времето, кога е топло. Се радувам дека ќе се роди уште едно бебе, радост во куќата и дадите се радуваат дека ќе имаат уште едно сестриче, што е женско.
Се радуваа сите и го очекуваа среќниот миг кога ќе се роди Јована, а потоа радоста уште повеќе им се зголеми. Не се љубоморни спрема бебето, цело време се, кога си дојдат од градинка, цело време се околу бебето, мајка им кога го пресоблекува или кога го бања, они цело време се околу нив, сакаат да помогнат, некоја носи памперс, некоја носи влажни марамици и така. Радосни се. Многу мало. Мамо само миже, многу мало, зашто вакво, зашто тако. Ама сега веќе, како минат деновите, она е се побоја, веќе поголема е, а нив им е интересна. Они сакаат да се облечат, дај ние да облечеме, дај ние да закопчеме. Ама сепак она е многу малец, како ќе подпорасне им кажам дека тогаш, кога ќе почне да патка, да оди, да може веќе тогаш да се играат со нејзе. Трите принцези на семејството Димовски се родени на празници. Исто така што сум многу среќен, сите три деца ми се родени на празник. Симона е родена на 14 септември, Свети Симеон празник. Елена е родена на 24 мај на Свети Кирил и Методи. И сега третата керкичка Јована е родена на 21 јануар после Свети Јован. И така, бидејќи родена на празник, така и си го донеси името и се вика Јована. Бидете здрави и живи, дочекајте па да видите колку е убаво да видите баба и дедо. Јованка, Јована. Ама кај си, бабе ти, кај си? Пушти го цурцето, гладна си? А? Леле. 3 кукли, 3. А инаку сум среќен и радосен што имам 3 деца. Во овој дом царува детскиот джагор, немирниот, љубопитен детски дух. Трите сестрички растат и се развиваат со голема љубов на ова среќно велешко семејство. 9 часот и 36 минути, ни останаа помалку од 20 на минути до крајот на утринската програма на македонската телевизија. Се надевам дека многумина го испија веќе своето прво утринско кафе и серасонија. Нашата колешка Елита Наскова своето кафе го пиеше со Петар Нечовски. Наредниве неколку минути и ги одвојуваме за нив. Освен што ја разнесува песната ни светот и ги топли срцата на македонците, тој умее секогаш да расположи. Ако го побарате на телефон, нема да ви се обрати по име. Ке рече едноставно, кажи пиле, а ние го поканивме на кафе. Кога каниш некого на кафе муабет, обично бидува да се видите и да си поприкажете малку. Од 11 часот до 1 па до 2 може да се деси. Се среќам таму со рибари, оние со трски што фаќаат по крезор, малце муаве. Со они па до Куба Либре ќе одиме, па ќе одиме до Горица Стара, што викаме ние, ќе испесачиме, пак ќе се вратиме до плоштад, пак со рибарите малце муаве, пак уште на маршрута околу центарот на градот и ќе си дојме дома. И тоа секој ден? Не секој ден, али 3 пати неделно најмалце го правам. Тука тоа затоа што сум, да речеме, 3 пати слободен и можам да го направам. Се дешава некој пат во викенди да не може да го направи, затоа што овиш на свирка, на настапи, некој лево-десно и така. Има некоја моќ, некоја магија езерото, градот, не знам, јас сум толку приврзан или ќе речем море, бегај бе, досадно или гужви или ова, или бегај се сменило. Ќе одам некаде в странство, ќе посеам месец, 30 на 30 некој дена, веќе носталгијата ме фаќа. А не само јас, и луѓето од мојата фамилија се исто како мене, и ќерката и синот. Синот ми е во Америка и тој е толку носталгичен, иако е доста успешен во Америка, толку носталгичен е за езерото и за Охрид. Исто и ќерката, значи, имаше можност да студира каде што сака, одбра да си студира на фон близу Струга, разбираш, да биде близу Охрид и си го сака Охрид и нешто приврзане. Така некако фамилијарно сме приврзани со Охрид и мислам дека пак ќе се вратиме на тоа. Има некоја моќ, некоја магија. Ево, имам отпеано и многу песми за Охрид и пак имам желува да отпеам некоја песма за Охрид. Значи. Синот е успешен, ама ајде да поделиме со нашите гледачи. На која точна позиција и каде точно работи? Па, тој живе во Америка од 15 на години, 30 години старија, значи од 15 години детенце оде така како размена на средношколци, па остана заврши колеж, универзитет, магистратура
И сега моментално да скратиме работи во Chase, JP Morgan, да речеме како финансиски аналитичар на глобално ниво за Chase и JP Morgan, така. Како добри домаќини, сакавме да прошетаме малку низ чаршија, низ паркот, ама дождот не дозволи. Сепак, убавото расположение продолжи. Еве слушнавме дека сакаш да пешачеш летно време, пливањето веројатно ти е во крвта. Кој е покрај езеро, а да не знае да плива? Нуркањето? Точно така, си пливаме, кога ќе најдеме време, значи сега последниве години во гужви, во овие, што викаме, во шпицот на топлото време, на денот, да речеме, од 12 до кај 5-6, не одам, али после 6 сатот одам, кој имам пак, ќе кажам, значи, време, сум слободен, одам, пливам и нуркам нормално, ама понашински, похлидски не е то нешто професионално или спортски. Колку метри водиш? Па, да речеме, во длабоко одам до кај 2-3 метри, да речеме, да не се фалиме многу, али ќе одам едно метро под вода, али можам да излезам 10-15 метра лево, десно, да му се скријам некому под вода, можам да го направам тоа, и го сум го правила, и сега можам да го направам, и да. Одморот, кога користиш одмор на лето, не знам сега вие пејачите колку тоа често го правите, бидејќи летниот период најчесто имате ангажмани, ама каде е твојата дестинација? Тука или пак преку океанот? Многу ефтини вака турички да се да се прошта убаво, али затоа Мајами, да, Мајами Бич, таму Форт Лоредар, Клививотар, Тампа, таму да речеме кој ќе гостувам, и односно кој ќе одам. Сум весел и сакам да се истекнам дека знам да пливам и дека можам во вода да уживам во водата и во плажите. Си толерантен, си стрплив, не си нервозен тип? Па многу сум толерантен, многу стрплив, ич не сум нервозен, ама памтам бака по некој пат некои лоши работи што ќе ми се десат или што мислам јас дека не требало некој да направи, да речеме. Така, не трпам и памтам тоа, и ако ми се пужи прилика, ќе му речам. Не мора да му вратам, да ме шевелиме зло со зло, или да речеме грешката негова, јас да одма да ме вратам. Да речеме, ако ми се пужи прилика, или памтам и ќе му го речам тоа. А ги гледаш сега овие и мотори што возат и автомобили, колку се нервозни, не ме личиш дека си нервозен возач? Не сум нервозен, уживам да возам, релаксиран возач сум, не возам многу брзо, значи пак ќе кажам, можда е тоа да речеме свеста проработила кај мене, затоа што често сум надвор, пак ќе кажам, од Македонија преку океани во тие земји, Австралија, Канада, Америка, кај што стварно сообраќајната култура е на ниво и ретко кој човек прави сообраќајен прекршок. Не сум преголем гурман, али сакам да речеме, има одредени јадења, да речеме, многу малце што не е, да речеме, од овие морски храни, школки, такви работи, не обожавам. Али лигни, да речеме, од морската храна, така, риби, што викаме ние морски филети, посебно да нема многу чистење ваму таму, обожавам, али се знае, Охрид, Белвица, плашица, грунец, пастормка, тие ми се вака омилени, да речеме, риби од Охридското езеро. Македонската радиотелевизија и ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец со гордост ви најавуваат голем великденски концерт, riзничар на духовното наследство и белег на македонскиот културен идентитет. Од душата на Македонија со Танец, блесоци на музичката традиција низ кореографиите и песните во чест на големиот христијански празник Воскресение Христово. Македонски народен театар, недела во 20 часот и 15 минути. Ексклузивен директен пренос на првата програма на Македонската телевизија. Во најновото издание на Стисни Плей ќе гледате во студио кај Темпера, подготовка за настапи во живо и нов материјал. Телевизиска промоција на новиот сингл и спот на протагонист, темата насловена како Space Station. Легендите на македонскиот метал Санаториум се враќаат со нова музичка тема. Телевизиска промоција на видеозаписот за песната Молк.
И тоа не е се. 100% Евросонг ве носи во духот на 60-тото јубилејно издание на Евровизија. Гостин во студиото македонскиот евровизиски представник Даниел Хемаковски. Не пропуштајте Стисни плей единствено на македонската телевизија, заедно со Александра и Марко. Вавилон е пред најголемата пропаст. Accept the Lord's retribution. Се раѓа нова надеж. There's a price for betrayal. Ново кралство. Your faith will be tested now. И нов пророк Даниел. You're a brave man, Daniel. Кој го покори најсуровиот од сите кралеви. Lord, save me! Destroyed by God. Have mercy on me. Библија. Неговите чуда го сплотија народот. Блажени се милостивите, затоа што тие ќе бидат помилувани. Неговиот глас го слушнаа сите. Тој не е само човек, тој е Месија. Тој што е безгрешен, нека го фрли првиот камен. Живее со Божиот син и неговата мајка. Неговата мајка беше неговиот столб на вербата и надежта. Не те оставам. Вистината е дека нема да ме видиш повеќе. Што сторивме? Марија од Назарет. Со духовно торжество и божествена љубов и ова лето Господово да го празнуваме најголемиот христијански празник Воскресението Христово. Оваа сабота на македонската телевизија 1 час пред полноќ, директен пренос од полуноќната богослужба и литијата околу соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, пошто архиепископот Охридски и македонски господин Стефан ќе објави најрадосната вест за сите христијани. Христос воскресна. И на првото великденско утро, во духот на православната вера и македонската традиција, со радост во срцата, проследете го директниот пренос од светата Златоустова литургија. 9 часот на првиот и на сателитскиот програмски сервис на македонската телевизија. За многу години. Во најновото издание на емисијата Витраж издвојуваме минути за манифестацијата Денови на македонска музика. Со нашите гости, магистер Мирјана Павловска-Шулајковска и доктор Јане Коџабашија, разговараме за византиската музика. Од областа на ликовната уметност ја прикажуваме изложбата на Виктор Лазаровски. И за крај, прошетка со културната разгледница. А наредниве минути во Македонија наутро ги посветуваме на тема музика. Младиот и перспективен пејач Огнен Здравковски вчера во кинотеката на Македонија ја промовираше својата нова песна "Врати ми ја љубовта". Тој своите музички гени ги покажа прво во големиот проект на македонската телевизија, сите наши песни, а веднаш потоа се обиде и надвор од границите на нашата земја. Замислата беше, цела замисла беше на мојот вујко Зоран Џорлев, со кој соработувам моментално со него. Неговата замисла беше да направи една песна, неговата да спомнам дека музиката и текстот се негови, аранжманот е на Беџо Синановски, он моментално не е тука, живее во Канада. Значи, тоа е тимот што работеше во песната, да го споменам исто Александар Митевски, која продуцираше, што снимавме кај него во студиото. Цел тим исто што стои позади оваа песна, се до продукција. Звуците не враќаат во боса нова стилот, а екипата која го изработи овој музички проект уживаше од првиот момент. Мојот вујко сакаше направи Evergreen, кој што го немало одамна во Македонија, нема излезена таква песна, да се врати како што било во некогашното време, во постарите време, како што биле некои, еве да споменеме Сонце за три светови, популарна песна што е од Рајче Манев Осамен исто, некои такви песни што си еве сега пак да живне така Evergreenче некој ново. Да се биде дел од познато музичко семејство е голем подарок, обкружен со музика и раскошни уметници. Можеме само да замислиме како изгледа најмладата генерација во овој богат дом. Кој на пијано, кој на гитара, кој на виолина, кој се распева.
Едно мало распеано музичко училиште во радосен домашен амбиент. Па ние сме како едно сите дома. Дека сите сме музичари и исто и моите братовчеди, мојата сестра. Ете, мојата сестра свири виолина. Едниот братовчет гитара, другиот хармоника и сите кога сме дома знаеме и да вежбаме заедно во исто време и вака што се вика дома. Ептени галама и све, ама никако навикнати сме и дека цело време сме со музика и воопшто не ни пречи тоа. Баш убаво функционираме и сите како семејство и се цело време сме заедно исто, живееме во иста куќа заедно со мојот војко Зоран Џорлев, со неговото семејство. Едно големо семејство, да. Крај ќе ги посветиме на, се разбира, креативните домаќинки, оние кои што сакаат да направат од ништо уметност. Го можат тоа благодарение на украинската техника за боядисување јајца. Гордана, ајде да сумираме. Значи, ова е јајцето кое што го изработивме. Какви бои ни треба, колку време е потребно, со што точно се изработува, ќе го покажем и моливчето за боядисување, за цртање. Одиме од почеток. Потребни се вакви капсули, во различни бои. Потребни се капсули. Така. Потребно е моливче. Може да се најдат во сите маркети, производство на палета 7. Добре. Потребна е жолта, портокалова, црвена и зелена боја. Боите ги разредуваме во топла или во ладна? Во топла вода, но ги вода. оставаме малку да се оладат, бидејќи не може со восокот да се комбинира со топла вода. Ќе се стопи восокот на целото јајце. Добро, и каква е постапката? Имаме бело јајце, бело јајце, не бојадисано, само сварено. Да. Кога сакаме да го покриеме жолтиот дел, го поминуваме со восок. Така. Го оставаме малку се подсуши. Како восок? За оние кои што се не знаат. Ајде да им покажеме само за да... Во самиот прибор има све. Бидејќи многу домаќинки верувам дека ќе сакаат да се обидат денес. Значи ова е восокот. Добро, тоа изгледа вака. Да, се зима мал дел, се става во моливчето и се топи на свеќе. Така, добро. Отколку се стопи се покрива јајцето на тој дел кај што сакаме да биде бело. Добро, споменавме жол. Ако сакате да биде жолто, ми спомена, таму те прекинав. Да. Значи, ако сакаме да биде жолто, го покриваме со восок тој дел што е жолт. Го ставаме во портокалова боја, така. Се фарба, го сушиме малце, го поминуваме тој дел кај што е портокалова. Добро. Па го сушиме и наредно во црвена боја и во зелена. Колку време ни е потребно за да направиме, да речеме, едно вакво декорирано јајце? Едно вакво декорирано јајце саат до саат и пол. Добро, сите оние кои што сакаат да се обидат денеска, верувам дека ќе се обидат на неколку примероци, бидејќи одзема на вистина време, но е прекрасно за гледање. Колку години го работиш ова? Веќе 2 години. Веќе 2 години си вистински уметник. Ми спомена дека беше на сајм за ракоотворци. Колкав е интересот на домакинките да се обидат со нешто ново, креативно, необично? Па има, да, доста голем интерес е. Но само да има поише слободно време и поголема желба. Така. Празниците обично ги поминуваме со најблиските, се подготвуваат богати трпези. Докаде си ти со подготовката на твојата великденска трпеза? Во текот на денешниот ден ќе завршиме све. Така. Пред крајот на разговорот ќе напоменеме дека сите оние домаќинки кои што сакаат да се обидат со украинската техника, тоа не може да го прават на веќе бојадисано јајце, што со овие бојадисани јајца останува креација по свој избор. По свој избор, да. Лепенче. Така. Ти благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ќе го покажеме уште еднаш јајцето кое што ти го успеа да го сработиш за неполни 2 часа. Многу успех во она што го работиш и со сето она што ќе го имаш како ново интересно за гледачите, повторно ќе те имаме тука. Благодарам. И вас ќе ви се заблагодарам секако што одвоивте време да не гледате ова сабота. 2 часа го задрживме, се надевам, вашето внимание на првиот канал на македонската телевизија. Имаме продолжен викенд, убав голем христијански празник, мигови кога треба да ги поминете со сите оние кои што ги сакате, за тоа служат празниците. Нека ни е честит и големиот христијански празник, имајте убави денови. Ние повторна средба ќе ви закажеме во вторник. До тогаш, довидување. No.
Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Толку народ јас не сум видел, што на Великден се нас собрал. Мили Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Мили Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Нека одекнат од овде па се до небото. Јас со песна ве повикувам, така неја ќе ја најдеме. Беј мој народе македонски, сегде каде што